Okej, vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit. Siç përmenda herët në mëngjes, do të flasim për një projekt. Projekti në fjalë e kanë titulluar si Mendimi kritik për qytetar aktiv. Realizohet zbatohet nga organizata jo qeveritare Diversity Media në bashkëpunim me televizionin Alsat. Se për çfarë projekti bëhet fjalë, cilat janë qëllimet e projektit, ku realizohet projekti, kush është i përfshirë në këtë projekt, detaje tjera do të flasim së bashku me Dushko Arsovskin, i cili është bashkë themelues i Diversity Media, po ashtu është edhe redaktor në televizionin publik. Добро утро и добри ни дојде, Душко. Добро утро, благодарам за поканата. Ке зборуваме за проектот Критичко размислување за активни граѓани. Да. Од самиот наслов малку не е многу јасно зашто баш за активни граѓани критичкото размислување. Зашто не за сите граѓани? Да, ова е кованица на некој начин. Самата идеја на проектот е да ги поттикне граѓаните на активизам. Во таа смисла е она активни граѓани, значи да размислуваат критички, да ги обсервираат случувањата, особено конкретно овој проект се однесува на медиумите, на социјалните медиуми, на лажните вести, на дезинформациите кои што секојдневно се соочуваат сите граѓани. И оттаму е оваа кованица да бидат активни во таа смисла, значи да наблюдуваат, да научат како да препознаваат лажни вести, како да се соочат со нив, да ги научат ризиците, дека тоа не е наивна работа, дека треба да бидат свесни за тоа. Оттаму е оваа кованица. Така. Која е суштината на проектот, целта на проектот? Малку како што пишува по хартијата? Да. Веќе нешто начнавме, значи идејата на проектот е генерална да се зголеми медиумската писменост за оние што можеби овој термин и не им е јасен. Ова е една многу важна работа, суштински важна работа, особено во ера кога сме бомбардирани секојдневно со разноразни информации, дезинформации, спинувања на медиуми, на мејнстрим медиуми, на социјални медиуми, онека што најмногу трошиме време на Facebook и на сите останати. Генералната е, значи, линија таа, да се обидеме, да влијаеме кај сите граѓани, да ги научиме да бидат свесни дека постојат ризици, дека не е само да се отвори Facebook, да се види некој наслов и од таму да се гради некакво мислење, туку дека зад тоа може да стојат серија други работи кои што некој друг има намера да си ги спроведе, некој центар на моќ, да речеме, дека постои таков ризик, дека не секоја информација е точна, значи постојат апсолутно многу дезинформации, особено на социјалните мрежи, дека има специјално креирани страници кои што шират такви дезинформации. Знаете, оној случај со американските избори, тогаш најмногу некако се дигна галама за целата оваа работа. И генерално, како рековте цели, тоа е некоја генерална цел, битно ни беше за овој нашиот дел, како Diversity Media и нашиот дел од овој проект, кој што го реализираат 6 други организации низ Македонија, да го разоткриеме тој систем на медиумски манипулации, токму преку ова. И да порасне свеста за таквите ризици, што сме обкружени баш секој ден. Да, ќе ви кажам и на која цел, на која група, со која најмногу работевме, зошто е тоа важно како цел. Значи, ова е генералната втора цел. Третата е да објасниме како функционира вистинското новинарство, значи како се прават вести, како се креираат вести, како оди целиот тој процес, за луѓето да знаат дека има некаков ред на нештата, а не само така ќе се истресе нешто од ракав и тоа ќе се вика вест и ние ќе треба да поверуваме на тоа. Значи да се откријат сите тие тајни на креирање на веста. И четвртата практично многу важна работа, сакавме да работиме со млади луѓе, со средношколци, кои што патем покажа голем интерес за сето ова и па може да се рече и свесност за ризиците, меѓутоа не ги знае некои такви детали кои што ние како професионалци во оваа област се обидовме да им ги објасниме. Да, па тоа е најделикатната возраст кога и се градат самите ставови, барем да знаат како да ги градат ставовите, не од такви лажни
вести. Тие си најранливи некако, најактивни се на тие медиуми. На социјалните. И каде го реализирате, го спроведувате проектот? Како сте го смислиле тоа? Значи има неколку делови целиот проект. Со работилници, со станоци? Да. Неколку пунктови да ги наречам има самиот проект. Почнавме со една, ја нарекуваме in-house работилница со токму со колегите, со вас овде во Алсат како наши партнери. Идејата не беше, не знам, да нешто револуционерно да се направи. Знаеме дека новинарите се свесни, меѓутоа никогаш па и не треба да се откажеме од нови сознанија, учење. Значи ова е баш како наука која што се развива, особено лажните вести, подлегнување на некакви притисоци, на манипулации, како тоа да се изведе, колку се важни, многу е битно постојано да се повторува колку е важно професионалното новинарство. Тоа е всушност суштината на целата работа. Како професионалните новинари и вестите кои што тие ги креираат можат и мора да бидат основа за таа медиумска писменост што ја нарекуваме, за граѓаните да не упаднат во таа замка на лажни вести. Значи почнавме со таа така наречена in-house работилница со вас. Одлично си поминавме тоа, можете и самите да го потврдите, се надевам. Рековме за средношколците, ги споменавме нив, организиравме веќе 2 работилници за Охрид Струга на едно место беше за нив и во Кичево исто така. Фокус ни беше тој југозападен регион и овој Скопскиот тука. И она што од сето тоа произлезе како некој финален производ, тоа се 6 телевизиски пакети, телевизиски прилози која ги третира аспекти на оваа проблематика, кои што ќе почнат да се емитуваат наскоро токму на вашата телевизија во оваа програма. И финале на сето тоа, сосема на крај би бил еден, го нарековме медиумски појадок, тоа е некој модерен начин на комуникација со нас новинарите. И јас се ставам во таа група, иако сум сега во својство на представник на невладина организација. Тоа ќе биде исто во Охрид за новинари од тој регион, Кичево, Охрид, Струга, кои што на сличен начин како и тука во Алсат, со нив ќе ги разговараме овие аспекти и сакаме да продолжиме понатаму да акцентираме дека е важно, дека нивната улога е многу важна во целиот овој процес на едукација на луѓето, на влијание, да не може да се сопрат дезинформациите, меѓутоа да дадеме максимум од нас да ја спречиме оваа појава. Така, и какви беа реакциите на средношколците, ме интересира повеќе на овие работилници со станоци заедно со нив? Ние бевме импресионирани, да ви кажам искрено, затоа што прво сметавме дека тргнавме со тоа дека ова е релативно нова работа кај нас, иако во светски рамки и медиумската писменост добива залет одамна, меѓутоа сметавме дека кај нас можеби не се знае толку, меѓутоа средношколците навистина покажа и интерес, и некои предзнаења, и подготвеност да самите да придонесат тоа што ни беше многу важно, значи да ги натераме да бидат активни за понатаму да самите тие на некој начин да бидат креатори на промена, значи да знаат да препознаат тоа, на некој друг да пренесат колку е важно да си медиумски писмен, да знаеш да препознаеш лажна вест, дезинформација и така натаму. Беа тие свесни за тие лажните вести, лажни информации што се вртат цело време во социјалните мрежи за повеќе кликови или за други намери, тоа што го спомнавме, можеби некој друг стои позади нив. Па еве 2 куси поенти само за да сватиме како тоа се одвиваше таму. Да речеме Охрид Струга сака да се воведе медиумската писменост како предмет. На нас не беше импресивно како некои ученици, средношколци кои што се оптоварени со милион други предмети, разноразни, знаете како функционира системот кај нас. Име малку тоа сака уште еден предмет. Значи обично сите сакаме да скратиме нешто. Тоа е многу одличен предлог да се тргне некој што не е многу важен поради промените на времето, еволуција, треба медиумски да биде некој предмет, за да знаат дека цело време сме опружени со тоа. Апсолутно, значи они покажаа свест дека тоа за нив е многу важна работа, дека многу информации добиваат од медиумите. За да не подлегнат на некакви влијанија, центри на моќ и така натаму, сакаат
да биде тоа како предмет. Значи и досега има обиди факултативно или не знам преку некакви предавања на професионалци во училиштата, медиумската писменост и има такви проекти, не дека не. Ама тие предлагаат да биде тоа како постојан предмет, што е за нас навистина одлична работа. Тоа беше во Струга Кичево, во Струга и во Охрид. Во Кичево, например, тоа што остана во сеќавање дека апострофираа дека биле бомбардирани со лоши вести, само со црни вести, дека тоа не им се допаѓа, дури индикативно е тоа што никој од нив не сакаше да биде новинар, например. Заклучивме дека не, тоа е страшна работа, ние сме изморени од сето тоа, што исто така индикатор дека нешто не чини, дека треба да се дека тоа е фидбек, тоа е значи одговор нивен како го доживуваат новинарството, дека тоа е црна работа, дека медиумите пласираат вакви и такви информации кои што се само црни, кои што влијаат на нив како млади луѓе, што е исто за анализа. Значи, како тие го доживуваат сето тоа и се надевам дека ова ќе продолжи понатаму, ќе слушнат тие што ние и работиме на тоа, да може да... Баш истражување нивното излагање тоа што не сакаат новинари или не сакаат баш за социјална тема за да се дебатира за тоа. Ние сме свесни дека не сме, да речеме, омилени или дека не гледаат, меѓутоа некако или со недоверба или не знам, средношколците покажаа дека навистина на таков начин се критични, не сака да бидат новинари, крај. Значи, нешто не им се допаѓа. Негативен феномен. Зошто многу тешко од исправувањето со овие лажни информации, лажни вести? Немаме законски механизми за да ги спречиме или кај нас, нашата држава, тоа не функционира? Па не, тоа е глобален проблем. Дали сте правиле тоа истражување во другите држави? Тоа е глобален проблем, значи ако мислиме дека само кај нас е тоа така, сетете се што се случуваше со американските избори, така. Постојано има разноразни информации кои што доаѓаат од сите страни и луѓето слепо веруваат токму затоа што ова е процес. Значи медиумската писменост не е нешто што ќе го научиме за еден ден или не знам ќе развиеме свест или вештини до толку брзо за да може да се препознае како да не се верува на секого. За среќа постојат алатки, постојат начини, треба само човек да се заинтересира. Да речеме Македонија е пионер, Метаморфозис конкретно фондацијата е пионер во таа работа, проверка на факти, сите тие работи функционира тоа со години, дури на регионално ниво е на некој начин учат искуство тука. Значи како сервис на проверка на факти функционира на тој начин. Наоѓа, односно детектира информации кои што потенцијално се лажни, се спинови и така натаму. И сето тоа со аргументи го објаснува. Значи луѓето може добро би било од време на време да посетуваат такви сајтови. Да речеме тоа што прво што треба да го знаете, да видат дали некој веб сајт има редакција, има тој текст дали е потпишан. Така, тие се основни некои работи на кои што... Има милион такви веб страни без редакција, без име, презиме, бараш, не можеш да ги најдеш никаде. Што може да биде индикатор дека нешто е сомнително, дека не треба слепо да се верува. Па дали за ова постои казна или да се казнува овој систем на работење на ваквите веб страни без редакција? За жал не. Се уште некакви се обиде Германија и мислам дека тоа е многу добар модел, лично ова е моје лично мислење, со драстични казни, со драконски за медиумите кои што ќе објават дезинформација. Меѓутоа, она што е незгодно се социјалните мрежи и таму почнува да се раздвижува работа. Еве Facebook почнува да воведува, ако сте забележале, кога линкувате некои странички, имате едно прашалниче таму кој што ви дава информации за сајтот, за кој е, како е, што е, некои првични информации. Почна, најново е дека тимови формира од каде што ќе црпи информации за имаше сега скоро за Спутник, оној сајтот дека е суспендирана нивната страна опција да шеруваат информации затоа што увиделе дека тие објавуваат премногу дезинформации. Значи полека се движи и ако манипулаторите наоѓаат начини како сето тоа да го избегнат и како со лансирање милион сајтови, меѓутоа Македонија беше вмешана, лели, тоа е па друга приказна со од финансиска е причината за тоа да заработат брзи пари, нели? Имаше се откри Велес стана популарен по тоа, па сега скоро еден
дури вработен во АРМ како професионални војник, ако сте следеле, открија дека сами открирал лажни вести за пари. Значи, многу е комплицирана целата работа. Сигурно институциите треба да малку поактивно улога да имат во сето тоа, меѓутоа сепак невладините мислам дека вршат голема работа барем за сега. Да. Исто така негативен феномен е говорот на омраза, поготово во социјалните мрежи. Сега да гледаме дека како многу се шират вакви говори на омраза, нема механизам кој што може да ги спречува све како се карат за партии, за политика, за различни ставови кои не се слагат, не се развива тоа конструктивна дискусија или дебата, се оди по деструктивно и по ширење на говор на омраза. Знаете како, тоа е одраз на целата состојба во државата, во како се развиваат работите. Тоа е одраз на демократскиот капацитет на едно општество, на партиите. Тоа е одраз на тоа како партиите меѓу себе се однесуваат. Тоа е одраз на тоа како медиумите во одредени ситуации реагирале и во минатото, па и сега има случаи кога сами разгоруваат свесно, несвесно и така натаму за своји цели, за туѓи цели. Значи, ако лажните вести се проблем, овие се уште поголем проблем. Значи, говорот на омраза е уште поголем како и феномен и проблем на кој што исто така треба да се работи. Не гледам друг начин освен да се сменат некои генерално некои практики системски меѓу па и политичката култура првенствено. Затоа што многу често и самите партии разгоруваат конкретно меѓунационални некакви нетрпеливости, говор на омраза. Треба да се работи со навивачки групи во спортот, да речеме, го има сето тоа. Сето тоа што го зборуваме се отсликува, сакале некеле на социјалните медиуми и поттикнува, рековме, говор на омраза. Исто мора да се каже дека и тоа е процес на кој што треба да се работи, на кој што треба да се развиваат механизми. За сега не гледам јас нешто конкретно опипливо, драконско, драстично за да се сопре таа појава. Ваквите проекти најчесто се финансираат од странски донации. Дали тоа значи ако ги немаме овие странски донации, ваквите негативни феномени, ширење на дезинформации, говор на омраза ќе порастат, ќе бидат поголеми ризици за сите нас. Зошто општеството или државата наша не се грижи за ваквите лоши феномени? Па така излегува, дека ако не се странските донатори, видете, тоа од една страна не е добро затоа што покажува дека општествените одговорни компании, големи компании во Македонија не покажале на таков начин интерес и одговорност да Министерството за информатика, нели имаме такво министерство? Да, и тоа е добро прашање за нив. Зошто не го прават тоа? Можеби и економски државата не може да си го дозволи тој луксус, иако јас мислам дека ова е многу битна работа. Значи, не е луксус, туку навистина е потреба. Но од друга страна, па може би добро во смисла на таа некаква независност, значи, секогаш кога некоја компанија, тоа е менталитетот балкански, па може и пошироко, би финансирала нешто, очекува да добие нешто за возврат. Значи не сме ние до тој стадиум на развој, барем така изгледа кај нас, да некој чисто така од такви побуди би финансирал нешто за општо добро. Посебно не за медиумски проекти, барем за сега нема. И затоа велам може би добро кога доаѓаат од страна, за сега тоа функционира и навистина сме благодарни, посебно Европската унија предничи во таа смисла и овој проект е финансиран со фондовите на Европската унија. Така што не знам, така излегува и има и да и не, може би и добро, може би и не. За сега е така. Дали имате информација од ваквите организации кои што се занимаваат со вакви проблематики, дали има иницијатива за да се усвојуваат вакви закони или механизми против овие негативни феномени? Дали има иницијатива од например од Метаморфозис? Да, апсолутно, па сето ова е на некој начин влијание
во креирање на тие политики. Сите овие кампањи се тоа, значи да се поттикне дебати, да се поттикнат размислувањата, да се натера на некој начин, да се натерат институциите да поработат малку повеќе на ова. И се работи, не дека не. Значи, сега не знам колку во ново законско решение е опфатен овој дел, меѓутоа регулацијата особено на интернет медиумите, знаете дека предизвика голем револт од страна на самите нив. Тоа беше протолкувано како нарушување на слобода на говор и сите тие работи. Дебата е, значи цело време не застанува овој процес. Ние се обидуваме на ваков начин со кампањи директно преку граѓаните, за кои што и натаму тврдиме дека се основата за тие демократски промени во општеството. Така. Малку да кажеме за Diversity Media како организација, како здружение. Ова е првиот проект во 2019, како функционира, кои се наредните проекти кои што би ги прилично мал, реализирале? 5-месечен, значи почнате веќе некаде октомври месец. Прв во 2019-та. Ние сме, може да се рече, релативно млада организација, од 2011-та постоиме. Не е баш млади. Па добро, да, има некои со многу подолг стаж. Так. Неколкумина колеги новинари од Светскиот сервис на BBC ја формиравме организацијата кога се затвори канцеларијата во Македонија. Се фокусиравме токму на тоа, на поттикнување на граѓанскиот активизам, особено на медиумските стандарди. Организиравме низа работилници во локални средини, значи многу сме фокусирани на тоа како да се поттикне локалното новинарство. Таму е може да се рече, во слободен пат години наназад. Локалните новинари се оставени на некој начин сами за себе, медиумите особено. Работевме радиски конкретно, така почнавме радиски проекти. Потоа работевме серија дебати во 2 наврати, на отворени простори, на конкретни теми. Една тема разработувавме во Кичево и во Кочани, па правевме споредба како тоа реагираат луѓето таму, луѓето ваму. Во суштина, дојдовме до заклучок дека сите имаме исти потреби, независно кој каде живее. Снимавме документарен филм за жртвите на комунизмот, работиме со средношколци, значи постојано се обидуваме да бидеме, да се држиме до тоа што ни е наша мисија, да потенцираме колку е важно новинарските стандарди, колку се важни и новинарите за генерален развој на општеството. Така. Добро, мислам дека објаснивме на кратко, ќе имаме прилика и во другите наврати, ќе имаме други интервју за ваквиот проект да зборуваме, ќе имаме и прилози баш конкретно да видиме како се одвива проектот критичко размислување за активни граѓани. Благодарам. Ви благодарам и вам и морам да кажам дека супер соработкова е втор или трет проект со Алсат и навистина сме благодарни затоа што на тој начин сметаме дека допира до голема публика која што игра важна улога во сите овие наши кампањи. Секако. Миште дашур прав фолемред проектит Mendimi Kritik për qytetarët aktiv, I cili realizohet nga shoqata Diversity Media në bashkëpunim me televizionin Alsat. Përmendëm aktorët të cilët janë të përfshirë kur realizohet projekti. Në të shumtën e rasteve janë përfshirës shkollarët e nxënësit e shkollave të mesme. Flasin, trajtojnë dy fenomene negative këtu në shoqërinë tonë, po edhe në aspektin global, do me thënë lajmet e rreshme, gjithandej si dhe gjuhën e urrejtjes, si të çrenjosim këto dy bukurie negative dhe si të bëhemi të vetëdijshëm më shumë rreth këtyre fenomeneve. Bëjmë këtu një shkëputje dhe më pas kthehemi në studio.